Најжешкиот модел на Мини стапи на сцената пред 3 години и веќе имав прилика да седнам зад управувачот на патеката Салцбург Ринг. Сепак да се вози овој автомобил со спортски амбиции на Нордшлайф е искуство кое представува вистинска посластица. Малите димензии, краткото меѓуоскина растојание и турбобензинскиот мотор од 245 коњи ветуваат адреналински предизвик вреден за паметење. Мини Џон Купер Воркс е автомобил наметнет за забава и покажување на статусот. Па кога е статусот во прашање, тогаш треба да се потврди на патеката која има статус на храм меѓу патеките. Со своите 73 свиоци, 33 леви и 43 десни, Нордшлайфа е долга 21 км и бележи висинска разлика од 300 метри. По вокација конструирана е да се постигнат големи брзини, но со апостроф на техниката на возењето, бидејќи доколку се опуштите, многу лесно можете да завршите надвор од асфалт. Возевме во колона предводена од инструктор, чија задача беше да ги скротува жешките возачки амбиции и да ни ги се објаснат најдобрите линии на движење. Благодарение на ваквиот приод бевме во можност да го извадиме максимумот од Мини Џон Купер Воркс и самите да ја доживееме возбудата на брзото и технички исправно возење на патека. Преку воланот се добиваат информациите од подлогата, па возењето е многу прецизно и лесно се анулираат оптеретувањата од инерцијата. Како да се вози картинг. За жал, денот на патеката помина многу бргу. Впечатоците ќе останат уште долго, а извозените 30 на кругови во кучешки услови покажаа и докажаа дека Мини Џон Купер Воркс не е само статусен символ. Тоа е многу повеќе од тоа. Во својот сегмент, Мини не е осамен и му конкурираат неколку производи од звучни марки. Сепак на сите претенденти им недостасува по некој од елементите што се обединети во Мини Џон Купер Воркс. Некој му фали имидж, некому цената е превисока, некому дизајнот му е здодевен, некој нема таква технологија и така натаму. Додека се испеглаат овие разлики, на престолот ќе биде моќниот член на англиско-германската кралевска лоза, стационирана во Оксфорд.